Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот на гости ни доаѓаат доктор Мери Берат, специјалист по радиотерапија со онкологија, магистер Ана Михајлов, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и магистер Тина Васков, клинички невропсихолог. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, од 6:45 па се до 11 часот. Утрински одлични разговори, така ќе биде и во овој дел. Ова утро ваши домакинки сме јас и Вера. Вера и официјално пред камерите. Добро утро. Така, Александра, ти благодарам многу. Со гледачите веќе се дружевме, почитувани нели од 8 часот, зборувавме на теми кои што ги имавме, но верувам дека и во овој дел кога веќе ги имаме гостите во студио, ќе го задржиме вашето внимание и ќе зборуваме на сето она кое што ти е професионално го работата. Верувам дека и овој пат ќе им пронајдеме некоја заедничка нишка, но ајде најнапред, бидејќи во оној дел од 8 часот навистина немав можност да ви честитам дека овој викенд и се прославува славата Митровден, кога навистина нашиот народ е честа слава, па се честит имен ден и среќна слава на сите оние кои што ете овие денови ќе прославуваат. Александра, како што е редот да ги најдеме уште еднаш нашите гости. Така, ти благодарам. Верче, веднаш до мене Ана Михајлов, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам на поканата и добро утро на сите гледачи. На средина ни е доктор Тина Васков, добро утро и добре ни дојдовте. Добре ве најдов. И на крајот ни е доктор Мери Берат, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, добро утро на сите гледачи. Ана, ќе започнеме со вас, бидејќи во јавност имаше неразлични коментари по ваше именување на позицијата во моментот сте, но јас сакам да истакнам дека сте 15 години истакнат професионалец од областа во која доаѓате, па колку дава предност и го олеснува процесот на раководење на агенцијата во која сте? Да. Добро прашање. Значи, во агенцијата сум повеќе од 15 години. Започнав како раководител за човечки ресурси, оттаму ги долго време бев тоа. И оттаму ги познавам вработените многу добро, бидејќи се прават нели повеќе анализи, испитувања и така натака на задоволството, незадоволството на вработените, нивниот работен капацитет и така натаму. Потоа бев во делот за високо образование, во програмскиот дел и на крај пред да бидам избрана за директор, бев раководител за стручно и училишно образование. Ова е дел кој што ете да кажам буквално повеќе сектори имам поминато и нормално да сум вклучена во повеќе процеси. Па оттаму поименувањето, нели? Секогаш велам не ми дадоа ни шанса да сработам за да се види како работам и како менаџирам со една институција, но тоа не ме обесхрабри. Понатаму, значи, агенцијата работи со својот нормален тек, се враќа довербата и кај корисниците и кај вработените. Значи, буквално агенцијата овие 3 месеци се она што го направи покажува успешност и покажува напредок како што требало да има континуитет на работењето во агенцијата. Верувам дека допрва ќе се видат успесите за се она што и предстои на агенцијата, но кога сме кај убави и успешни приказни, доктор Мери, ромка, мајка, сопруга, а денеска успешен онколог. Како е да се успее во Македонија? Па вака, ви благодарам на убавите зборови. Значи, мојот пат на успех, не можам да кажам дека беше многу тежок, бидејќи мене учењето никогаш не ми представувало потешкотија. Значи, тоа е една од работите кои што многу добро сум знаела како да ги правам. И учењето ме донесе до патот, значи до границата на која што сум сега. А инаку заедно со учењето, значи станав мајка на 2 ќерки, со кои што истовремено, значи додека ги растев, беа помалечки, специјализирав. Можам да кажам дека тој дел беше малку потежок, но со поддршка од семејството, значи сопругот, јас значи успеав и тоа да го завршам. Се може кога се сака. Така е. Доктор Тина, многу епитети дадовме на дамите, многу убави и успешни приказни допрва ќе раскажеме, но ако некој плаќа дадилка, чистачка, готвачка, тоа е платена работа. А кога сте дома и кога ги извршувате сите овие функции и работи, како двете дами кои седат до вас, понекогаш тоа не се ни признава како работа и професија. За жал. Таа неформална економија е се уште
во нашето општество, во нашиот систем голем проблем. Извонредно тешко е да најдете жена што ќе ви го чува детето и ќе платите не знам колку еве, вие со помали деца веројатно не знам 40. За суми да не зборуваме, така, а да не зборуваме како изгледа ако треба да се негуваат стари лица. Така. Родител, свекор, свекрва и така натаму. Меѓутоа, во нашето општество се уште ова неформална економија не е вреднувана. Од кого зависи? Веројатно од нас. Колку создава притисок? Голем притисок создава. Знаете зошто? Затоа што е тоа исцрпувачка работа. Тоа е работа 24/7 во секој момент. Грижа за дете, грижа за дом или грижа за стари лица. Тука вклучува и нега, одржување хигиена и така натаму. Практично нема пауза. На крајот од денот никој тоа не го вреднува. И тоа е стварно поразувачко. Да, зашто не се смета за вистинска работа? Тоа е на некој начин таа невидлива работа, која што невидлива работа, но не е невидлива. Физичка работа и психичка. Ако се повлечеме од тоа, станува многу видливо и за деца негување, и за дом негување, и за ако имаме во домот и повозрасни лица и така натаму. Зошто не е видлива? Тука голема улога има и традицијата. Традиционалната улога на жена, идентитетот се врзува токму за улогата мајка, улога домаќинка, улога нечија сопруга. Тоа е традиционалната. Модерната улога веќе го проширува идентитетот, жените, еве, барем ние што сме тука и многу повеќе знаеме дека има и други потреби. Има потреба да се реализира професионално. Така, кариерно. Кариерно, ете така. И сега тука всушност се случува јас би рекла конфликт на улоги или стрес, каде е границата? Така, до каде, бидејќи улогата на мајка е прекрасна улога. Барем јас, верувам и сите ние, немаме тука никаква идеја и забелешка дека не сакаме да сме дел од тоа. Или улогата, домот, грижата за семејството и така натаму. Меѓутоа го сакаме и ова другото. И тука е сега стресот, каде да се постави границата. Мајките барем, моето искуство, јас 32 година работам тоа што работам, психолог во Центарот Когниција, да не кажам секојдневно, меѓутоа многу често се борат со чувство на вина. Така, на службен пат се ги оставиле децата дома. Или специализација, така. И тоа е постојан континуиран стрес. Па, освен што другите некогаш знаат да нели накриво да не погледаат, самите себе се казнуваме. Што пропуштаме? Дали во развој на нашите деца? Дали нешто погрешно правиме? Ете така. Па не знам, ќе дојде детето во градинка кое што не знам, има ваков проблем или таков проблем. Веднаш се преиспитуваме, чекај, дали е проблем моето отсуство? Моето искуство вели дека татковците секако не помалку ги сакаат своите деца. Одговорни се, посветени се, меѓутоа не бијат битка со таа традиционална улога. И со тоа етикетирање кое што го велиме. Тоа го нема кај. Така, но ете да разговараме за малку посериозни теми. Ана, имавте активно учество на втората национална работилница за подготовка на новата стратегија за образование 2026-2032. Па што не очекува? Образованието е, да кажам, неисцрпен дел. Тема. Да, неисцрпен дел, бидејќи од предучилишна возраст до она lifelong learning, цел живот учиме. Така да оваа стратегија очекувам и како што нели во работните групи се покажува и на презентациите дека оваа стратегија ќе биде една од посериозните, една од понапредните стратегии кои што ги имаме, бидејќи се вклучени многу релевантни институции, бидејќи се вклучени многу организации кои што знаат и сите работи, статистики претходно како се делувало образованието во делот на стручното, основното, предучилишното, високото образование и така натаму.
Така да очекувам дека оваа стратегија во тие од 2026 година до 2032 година ќе понуди многу повеќе можности, многу поквалитетно образование и многу подобро образование и за оние деца кои што се во предучилишна возраст и за високото образование, значи ќе ги научи и пред се ќе ги задржи младите во нашата држава, за да може тука да ги остваруваат она што го научиле, а тоа само може со квалитетно образование. Така. Во оние денови на Еразмус програмата кои што ги имавте, имаше одлична прошетка и низ градинките и низ училиштата, па има некоја порека која ви остави посебен впечаток токму од оние наискрените? Тоа ми беше една од поубавата замисла и мојот тим и јас што го смислиме во делот на Еразмус деновите и беа и од Брисел фасцинирани дека смислиме на таква активност, односно кутија на спомени, кој што ќе патува од училиште, каде што учениците и во градинките децата ќе ги ставаат своите пораки во однос на тоа што доживеале на Еразмус мобилноста. Исто така и професорите. Тоа беше една од поубава активност и навистина од училиште во буквална смисла на зборот пешки ја пренесуваа кутијата од населба во населба и на крај дојде во Националната агенција. Во Националната агенција постои зид кој што ќе планираме да го негуваме, надополнуваме. Ја го краси буквално со така е, навистина ни честитки. се разигра агенцијата и просториите. Понатаму планираме други активности во други области тоа да го направиме. Она што ни остави впечаток е дека со Брајево писмо учениците напишаа своите пораки, оние кои што се со посебни потреби, тоа ни беше исклучително важно, дојдоа во просториите на Националната агенција и тоа го направија таму. Тоа е навистина некои работи кои што ги прави Националната агенција се навистина фасцинантни, навистина е многу убава програмата која што се грижи за образование, обука, млади и спорт, која што нуди многу можности и имаме план во иднина да бидат се повеќе корисници опфатени. Но затоа потоа ќе ви раскажам што имаме планови. Имаме нова година пред нас, така да верувам дека ќе треба да раскажеме уште многу повеќе. Така, мислам, доктор Мери, еве кога веќе ги спомнавме дека имате ромско потекло. Да. Како лекар, специјалист, онколог, радиотерапевт, работите во една од најголемите болници 8 септември, па она кое што често можеби ги изненадува пациентите е дека токму имате ромско потекло. Зошто? Може би затоа што не сме толку чести, сакам да кажам, многу малку, значи, роми во Македонија. Не дека нема, но има помалку во однос на, нели, другите етнички групи. Роми кои што имаат завршено медицински факултет и кои што специјализирале во некои од областите на медицината. Може би затоа што навистина сме поретки. Така, и дали се уште некако важат оние стереотипи? Како што ве спомнавме, за жал, се уште неплатена работа, како што спомена Тина, ви беше ли вас себе тешко во оној период кога рековте специјализиравте 2 мали деца, да тоа никако со дома го функционирате со партнерот, да имате поддршка, да сето тоа може да го изнесете, бидејќи сами без она поддршка дома не ќе сте можеле да ја изнесете, а како што каже господја Тина, да не ја чувствувате вина дека всушност нешто нели не добро вршите дома. Па не ми беше тешко. Искрено во однос на тоа дека сум ромка, како стереотипи од околината, значи никогаш не сум осетила ништо лошо на своја кожа, ниту пак за време на детството. Значи јас пораснав во Чаир, во тоа време мултиетничка населба, каде што имавме добар соживот, значи и со македонците и со албанците и ние кои што бевме роми, значи таму кои што живеевме. Немав, значи, потешкоти, ниту пак во основното, ниту во средното образование. Во болницата во која што сум вработена, исто така можам да кажам дека, значи, имам колеги кои што никогаш, барем пред мене, не ме гледале, значи, со други очи дека сум поинаква од другите. Во однос на семејството, исто така, не сум имала потешкоти, значи заради тоа и сум успеала, значи тука беше мојата мајка да ми помогне секогаш околу децата, свекрва би, сопругот, значи
за сето тоа јас да успеам да ги завршам моите обврски. Бобо е дека го имаме табуто и свекрвата дека помага, така да. И дома, и на училиште. Така не можеме едни без други, навистина ми е драго еве што и затоа ве прашавме затоа што покрај сите негативности кои што ни се случуваат, убаво е да споделуваме и убави позитивни работи кои што ни се случуваат. Така. Кога сме кај убавите примери да го подигнеме и гласат за една тивка тема, доктор Тина, менталното здравје кај мажете. Бидејќи ни е месец ноември, во 2024 имало 89 самоубиства, од кои 68 се мажи, а 21 жена. Зошто бројот на самоубиства кај мажи е значително повисок? Да, овие бројки се поразителни, баш и јас ги објавив, бидејќи сакав да се слушнат и да се видат. Некако типично во нашата средина и еве, кај нас во центарот многу повеќе доаѓаат жени отколку мажи. Или жените секогаш гласно зборуваат. Да, веројатно, ете, и тука и тоа е културолошки има влијание. Како да нам жените ни е дозволено да бидеме тажни, да бидеме анксиозни, да бидеме депресивни и да побараме стручна помош и да го кажеме тоа транспарентно. Меѓутоа, кај мажите многу поинаква приказната. Доаѓаме до стереотипите. Мора да бидат силни, ти си машко, не смеш да плачеш и пораката е не смеш да покажеш емоција. Или слабост. Или слабост, да. И што прават? Акумулираат, нормално. Не може тоа да оди до бесконечност. Особено ако живеат во средина каде што дополнително е срамота да се оди на психолог или на психијатар, за жал имаме ваков исход. Дури јас што 32 година како го работам, нели, опфаќам ментално проблематика поврзана со ментално здравје, овие бројки се стварно поразителни. И не е тенденцијата да се подобрува тоа. И баш затоа и го споделувам и на мојата страница на Когниција, треба да се зборува гласно. Мажите ги имаат истите права во однос на ментално здравје и истите проблеми, и истите болки, и истите страдања. Единствената разлика е што некаде попатно им е забрането во наводници или самите си бранат да ги споделат своите емоции. И оттаму, уствари, ова е еден навистина фрапантен показател. Така, навистина бројката е застрашувачка. Кога сме кај болестите и кај се оно што ни се случува, се отвори делот на онкологија, кој ќе го имаме во клиниката од каде ни доаѓате 8 септември, па доктора Бира би запрашала кои онколошки одделенија ќе бидат отворени, односно какви пациенти ќе можат да дојдат на лекување таму. Се уште формално правно не се отворени вратите, но убаво е да најавиме нешто што мислам дека ќе растирате генерално клиниката за онкологија која има. Да, значи ние се уште формално не најавуваме, но сме во подготовки и во завршни подготовки, така да се надеваме дека можеби до крајот на оваа година ќе започнеме со работа. Имаме поддршка за тоа од нашата болница. Ќе бидат први консултации на пациенти кои што се лекувале кај нас, се оперирале или се диагностицирале, и контролни прегледи на пациенти кои што го завршиле лекувањето на клиниката за онкологија. Какви се бројките на оваа тема? Па бројките се во пораст, значи и клиниката за онкологија, значи тоа го соопштуваат постојано и јас можам да кажам дека значи како млад специјализант кога започнав да одам таму, ходниците беа многу попразни, за жал, отколку што се сега кога завршував со специјалистички и сега кога бевме таму на едукација. За жал бројката е многу во пораст и мислам дека здравствените власти и ние како лекари, значи треба да се трудиме да се што повеќе да се дисперзира, да се улесни работата на докторите кои што макотрпно секојдневно работат на укро и ние да превземеме дел од теретот, а и на пациентите да им се олесни, нели, да им се намали времето на чекање за преглед или за примање на терапија.
Да биде се подостапно за сите. Колку е важно, како што кажете, да се дисперзираат, односно не само во поголемите клиники во нашиот главен град, туку и низ земјата, барем во поголемите клинички центри, така верувам дека ќе биде подостапна и полесно услугата за сите оние корисници на кои што има полесна и за развојот секако и капацитетите и докторски кои што ги имаме. Таа замисла не е од сега, од многу порано. Значи, може би одеше бавно нејзиното спроведување, но се надевам дека тоа ќе се спроведе. Значи, лично можам да кажам дека како онколог работев и специализирав на УКРО, многу често ме погодуваа оние изјави на пациентите од другите градови, кои што кажуваат дека стануваат, значи, среднок за да најдат и да фатат превоз, да дојдат во Скопје, а времето на чекање им е многу големо, дур да нели се прегледаат и дур да започнат со третман. Дури некои мораат да преспијат во Скопје и да платат, освен превоз, да платат и преноќување. И заради тоа, значи, убаво и во другите градови, како што им беше замислата, нели, на здравствените власти да... Дури некои размислувале да се откажат, како што ни кажат. Па имало, значи, секакви случаи. Има луѓе кои што навистина не можат да си дозволат да го платат и превозот и немаат кај кого да останат. Така да убаво би било таа тема, значи, да се, како да кажам, да имаме отварање онколошки одделение на останатите клиники низ државата. Еве, веќе во вестите видовме најава дека во Битола има и она зрачна терапија. Се надеваме дека и во другите поголеми клинички центри низ нашата држава ќе го направат тоа, па секако ќе биде за добро на сите наши граѓани. Споменавме многу тешки приказни, па како лекар успевате да ги оставите вашите чувства настрана, да секако имате емпатија, но тоа да не го однесете дома? Па видете и тоа, не дека нашите чувства, значи, се постојано присутни со нас, кога ги гледаме пациентите, но можам да кажам дека пациентите, кои ќе кажат пациенти на онкологија, значи некои од колегите што работат на други специјалности, ми имаат исто така прашано, значи вашата е тешка работа, да, но можам да кажам дека јас светлината ја добивам од самите пациенти, затоа што не се туку така, значи пациентите не се предаваат, значи тоа се пациенти кои што се борат во секое време, значи битна им е значи мотивацијата и од лекарот кај кој што одат. И мислам дека доколку тие две работи заедно имаат добри односи, дека ќе биде добро и за пациентот и за лекарот. А на колку од редовите на вработен да станете директор, успеавте да го надминете, да ја надминете на релација со вработените? Разговорите кои сте ги споделувале некогаш за денеска професионално да ја вршите функцијата, емпатијата која сте имале за деца, за проблеми кои секој се ги споделува на работното место? Така е, јас секогаш велам дека колку што повеќе ми е задоволство и ми беше амбиција и желба, нормално секој внатрешно има порив да напредува, колку што ми е драго што во матичната институција во која што практично порасна професионално се изградив, станав и таму директор, толку повеќе ми е тешко и почувствувам уште поголема одговорност, бидејќи знаете онаму каде што пораснавте и професионално се изградивте, чувствувате поголем притисок, одговорност и оној дел за да успее нешто што сте го правеле во моментите како службеник, сега како директор, имате уште поголема одговорност и уште поголема желба тоа да успее. Пред вработените ми беше малку нели нормално и потешко, бидејќи како што кажавте, сме споделувале секакви моменти. Во текот на тие 15 години имам колеги кои што заедно почнаа со мене и се уште работат во институцијата. Има и понови колеги. Иако ми беше тешко, сепак во договор нели со нив, многу ми е важен тимот. Многу е важно ако функционира тимот и ако е успешен, сметам дека и директорите на институцијата се успешни. Така да им пристапив искрено и честно, бидејќи ме познаваат од порано, дека агенцијата треба да успее и агенцијата мора да успее заради тоа што менаџира со едно од најубавите образовни програми во Европа.
Така да тимот мислам дека уште повеќе ги даде своите сили и напори за да може да успее, бидејќи се она што го знаев како проблем, како нешто што не функционира во институцијата, сега полека се воведува во институцијата и затоа постои она задоволство, чувствуваат промена и мислам дека и понатака ќе чувствуваат се повеќе променати и дека ќе работат со поголеми сили. Кој е најголемиот проблем кој го имавте лоцирано 15 години како вработене, кој сакате да го отклоните како директор на оваа позиција? Во последно време агенцијата се наоѓаше во некоја кризна состојба, затоа малку вработените беа и полетаргични, подемотивирани. Тоа беше еден во последната година еден од проблемите. Исто така проблем беше што процесите кои што се треба да се воведат и кои што треба да се почитуваат не беа, да кажам, почитувани на она ниво како што треба, но веќе последниве 3 месеци тоа не е дел, ги подобруваме процесите, правиме да биде подобро за корисниците, за учениците, за студентите и така натака. Се она што функционира во Европа да го спроведеме кај нас за да имаме едно квалитетно образование кое што може да биде конкурентно со тоа во Европа. Што од Европа сакаме да донесеме во Македонија? Од Европа можеби менталитетот и културата, но гледам дека се повеќе студенти кои што одат во странство посебно се многу поконкурентни и многу подобро прифатени, бидејќи не дека немаме квалитетно образование, но образованието треба се повеќе и повеќе да се работи да стане на едно повисоко ниво. Како што достигаат извештаите, студентите навистина се квалитетни, навистина бидејќи одат и на стажирање во други фирми во Европа, нивните извештаи се дека тие се навистина квалитетни, поседуваат знаење и така натака. Но пак ќе кажам, оној менталитет кој што сакаме да го примеме помалку, кој што ги имаме балканскиот, да не се лажеме, тој малку треба да се промени за да биде можеби уште подобро се она што сме го научиле да биде уште подобро применливо тука. Така. Сметате ли дека треба образованието малку повеќе да го насочиме, да речеме да биде конкретно насочено кон одредена работа, а не толку да биде општо. Некако сме научени ние за се да се разбираме и се да знаеме, но гледаме дека надвор од нашите граници малку се поспециализирани во одредени области и не е ништо страшно, нели ако по нашиот менталитет ако сега во нешто не се разбираме, но има кои се разбира. Така е, затоа имам помали дечиња, но оние пријателки, другарки кои што ги слушаме дека уште од мала возраст учат премногу работи, премногу нивното мозоче е натрупано со премногу работи, како што кажавте, потешки, полесни, поопшти. Но затоа во оваа стратегијата која што сега се спрема, се насочуваме кон стручното образование и сакаме да го подигнеме нивото на стручните училишта и стручното образование, заради тоа што ова, како што кажавте, да бидеме насочени на една струка. Треба да се цени струката. Сметам дека треба да се цени струката во Македонија, бидејќи не секој може со општо образование да ни помогне во делови кои што сакаме да ни помогне. Затоа мислам дека стратегијата ќе го зајакне стручното образование и дека ќе имаме она како што велите кој за што е. Така. И поголем фокус, мислам дека човек кога ќе се фокусира на една работа и ќе биде стручен во таа работа, има нели доволно време за да навистина се продлабочи и истражува и како што кажате она од другата страна која што ќе бара ќе може средно образование, не само универзитетите, бидејќи досега само во универзитетот се определувавме за една област. Кога ќе се зајакне средното стручно образование, тоа ќе почне нели од тинеџерските години па натаму тој што е заинтересиран за одредена област да се тера од средните. Тоа само по себе ќе си го донесе резултатот. Так, кога сме ке средно стручно образование, доктор Мери, како вие се одлучивте да станете лекар? Па вака, тука ќе го спомна мојот дедо по татко, значи кој што често ги посетуваше болниците бидејќи имаше значи хронични здравствени состојби, но многу ги почитуваше лекарите и многу ги сакаше, ги слушаше и на некој начин тој ми ја постави од детството таа желба да станам доктор, зашто многу го сакав и сакав да остане здрав, па реков дека јас ќе станам доктор за да ги лекувам луѓето. Зошто имаме мал број на роми во одделот на медицината? Па видете, вака постојат програми и постоја додека јас бев средно и на факултет од финансирани од фондацијата Отворено општество, значи кои што им даваа стипендии
на средношколци, потоа и на студенти роми. Бидејќи општо знаеме сега, реално е дека ромите често пати се невработени, имаат потешка финансиска состојба. Може би тука и она што фали, кај децата и да се мотивираат за да се подигнува свеста. Да се подигнува свеста. Па можам да кажам дека од тоа време, до сега, со тие стипендии се зголеми бројката на роми кои што завршија и средни училишта и факултети. Сега можам да кажам малку е на подобро, се работите и се надевам дека позитивните примери ќе бидат мотивација за останатите, да. Така. Тука може да се вклучите вие, госпоѓа Тина, како клинички невропсихолог повеќе од 3 децении. Што е според вас, каде сме напреднале, а каде се уште треба гласно да зборуваме? Кога станува збор зависи во кој сегмент зборуваме. Кога станува збор за образование кај ромска популација и тоа како треба да зборуваме гласно. Кога станува збор за жени, улогата на жената, иако сме стасани прилично далеку во еманципација, сепак постојат сегменти каде што ние се чувствуваме обесправени, свиѓало нам тоа или не. Можеби ние 3 тука и вие 2 не сме типичен пример, но ќе се согласиме сите дека жената во општеството во кое живееме, во големи компании и фирми, е помалку платена од мажите. Да. Ако ги погледнеме последните избори, ќе видиме дека многу помалку жени има на политички позиции експонирани споредено со мажите. Така што има многу области каде што треба да се зборува. Кога станува збор за менталното здравје и тоа како треба да се зборува, затоа што бројките се поразителни не само за мажите, туку се поразителни за младите. Јас целиот живот работам со возрастна популација. За жал, структурата на клиенти се смени. Имам многу млади луѓе. Млади, кога велам основно училиште, средно училиште, факултет, кои што имаат сериозни проблеми врзани за менталното здравје. Кога велам сериозни, тука мислам на депресија, тука мислам на суицидални мисли, мислам на самоповредување. Не можеме да ги банализираме. Не доаѓаат сите затоа што раскинале со дечковци. Така. Значи, навистина имаат тешкоти со кои што страдаат. Треба да се зборува и за менталното здравје, особено се повеќе за менталното здравје на младите и да го поврзам со новембер, месецот на машко здравје. Многу се радувам што момчињата, адолесценти, тинејџери и така натаму, многу полесно се охрабруваат да побараат стручна помош, зборуваат, транспарентни се во тоа и тоа е навистина прекрасно. Така. Транспарентно, гласно ќе зборуваме за уште многу теми, но време е малку да одмориме со реклами, да го направите вашиот обилен пијалок и да уживате во нешто допрва следува. Останете со нас, не менувајте го каналот.